Исо, ти благодарам за оваа прекрасна најава. Светот на дланка, како и секој утро, и ова ни го донесе Исо Мухич. Одиме ние натаму. Знаете, веќе информација точна и навремена или ИТН продолжува натаму. Трета тема. Точно и навреме ви информираме за нешто што навистина треба да го знаете. Особено оние кои што се влюбеници во балетската уметност. Вечерва, сигурна сум дека веќе ги имате влезниците набавено, но еве да ви кажеме, да ви раскажеме заедно со мојата гостинка Билјана Пашариковска за што всушност ќе станува збор и дали е балетот спремен за она што ќе му се случува вечерва. Балетски триптих, премиера на 18 октомври во 20 часот, сите патишта кон МОП. Така? Да. Ви благодарам за поканата пред се. Ви благодарам за присуството овде. Немавте многу време ни за одмор, заради тоа што сте работеше напорно. Колку време, Билјана? Веќе подолго време работиме напорно, значи третиот делот кој што го изведуваме е обнова, значи е обнова од Сташа Зуровац, но првите две дела се премиерни. Значи во кореографија на Ицик Галили од Израел имаме чест да работиме со едно светско име. Зашто го прочитав на вистина врвен. Импресивно, но она што ќе го приметите дури и во програмата, значи ќе прочитате дека таму пишува кореограф и светло дизајн. Значи тоа е една личност која што успеа во своите дела да ги спои и танцот, значи кореографските движења, светлото и музиката во едно совршенство. Значи ствара едно сосема ново ниво на сцената, што беше неверојатен предизвик за сите играчи. Но морам да кажам, значи поздрав до сите мои колеги кои што учествуваа во овие припреми. Секојдневно се работеше и сабајле и попладне, значи тоа беше една макотрпна работа. Верувам дека ќе се исплати и верувам дека гледачите ќе уживаат. Сметам дека оваа представа е нешто што не треба да се пропушти. Така е. Подготвени сте? Пака како вие го доживувате тоа? Подготвени сме. Сепак ќе излезам малку од оваа тема. Би сакала да кажам уште нешто. Значи, оваа представа вечерва ќе има посебна тежина за сите нас. Посебно посвета, веројатно. Да, посебна посвета, но и посебна тежина, морам тоа да го истакнам, заради тоа што на небото замина уште една звезда, тоа е Јагода Сланева. Жена која што не само што беше прекрасен уметник, неверојатен работник, прекрасен колега, која што има оставено трага ке сите нас. Така да, не само што ја посветуваме... Биде должноста поголема, така е? Баш така, но исто така и емоциите не се едноставни. Така да, на сета макотрпна работа на моите колеги, значи ова е плюс додатна тежина, со која што се носиме сите, така да мислам дека вечерва тоа ќе биде дело за паметење. Значи, представа за паметење, со сите тие емоции на сцена. Може ли најпластично да им објасниме? Така се договоривме дека ќе го тираме овој муабет, да нема многу баш така, тоа кој каква музика и што тоа значи. Некому ќе си изгугла и ќе си најде што и кој каква музика ќе биде. Најпластично, што ќе се случува вечерва на сцената на МОП? Јас повеќе би рекла, би сакала да пробаат гледачите да експериментираат со тоа што на некој начин ќе се заинтересираат да видат нешто ново, да се збогатат себе си со ново знаење и со нови искуства. Оваа представа е токму тоа. Значи, во програмата постои дури и на некој начин Ицик Галили. Зборовите на Ицик Галили се напишани во самата програма, кои што кажуваат многу за тоа дело. Значи, тој работи со играчите до таму да на некој начин пробува да ги однесе во едно друго ниво. Истото би го кажала и за Сташа Зуровац. Значи, ова е представа која што не би сакала сега да говорам за стиловите на работа, заради тоа што во принцип обичниот гледач не му значи ништо тоа. Не би му значило ништо, но она што ќе се случува на сцена, со сите тие чекори, со сите таа музика и емоцијата која што ја предизвикуваат сите тие три дела, е нешто што јас лично сметам дека треба на вистина да сакаш да го видиш, да го споделиш и да го негуваш во себе за понатаму. Значи, мислам дека ќе имаат едно неверојатно искуство на сцена. Да, на сцена треба да се живее во моментот, така вели. Точно така. Ицик Галили.
Точно И веројатно така. тоа е најважното што треба да го знаеме. Ние сите и знаени, и оние што знаат, и оние што не знаат ништо за балетската уметност, така? Знаете како, јас велам со моето 30 годишно искуство на сцена, значи секој играч, во принцип кога ќе се појави на сцена, ние сите работиме со месеци за да створиме едно дело. На сцена сме многу кратко. Да. Значи нашиот успех ќе биде достигнат кога ние ќе успееме сето тоа што сме го сработиле да го пренесеме на гледачот. Значи да го допреме гледачот во вистинска смисла на зборот. И секогаш тука таргетот не се гледачите кои што се разбираат од балет. Ме разбирате? Тука доаѓа онаа друга критика која што за нас како професионалци е Има важна. тежина поголема, да. Точно така. Но доколку го допреме гледачот вистински длабоко, тогаш значи дека сме ја постигнале целта. Јас сум многу горда што сите учесници на вечерашнава представа се токму тоа. Вистински професионалци и на вистина го сакаат балетот. Значи го љубат она што го работат и се надевам дека тоа публиката ќе го почувствува. Да, како е тоа кога еден човек освен врвен кореограф се занимава и со светло, и со моќта на тоа светло на сцена. Што тоа вие можевте да научите од него? Сите заедно во овој процес на создавање? Тоа беше неверојатно. Значи, не само светлото, Да. туку и музиката. Музиката, Значи, така, се надградувањето на чекорите со светлото и со музиката и со едноставно сето тоа што се случуваше на сцена. Значи и тоа водење на играчите кон еден максимум и излегување од рамките на тој играч, каде што треба да проработи она внатрешното на играчот. За да донесе најдобро. Точно така. Значи тоа е едно ниво сосема поразлично. И тоа е она што на нас играчите не е предизвик. Значи секогаш да се случува нешто поразлично, да не однесе на едно подруго ниво. Сега кога тоа ќе се доведе на ниво да работите со кореограф кој што работел во над 70 светски театри. Кој што е вау. Баш така, и кога знаете дека во неговото портфолио постојат театри како Метрополитен опера, како Скала и понатаму Париска опера, значи и балет, значи тоа е нешто што е искрено чест да се работи со него. Да. Каков е тој како човек? Секогаш сакам и тоа да го знам од другата страна. Дали се тие уметници многу едноставни, како велат големите уметници се многу едноставни? Дали умее да е тоа нормален еден однос, нели, на не големиот и малиот, само условно зборувам во наводи, или играч или кој да е балетан или балерина на сцена? Знаете како, тоа што мене ме воодушевува ке овие луѓе е што во принцип сите тие луѓе знаат дека нивната представа постои заради играчите. Значи сето тоа што тие го замислуваат во себе, во принцип играчот треба да го пренесе на сцена. Значи кога сме во сала, значи се работи за многу висок професионализам и во принцип ништо надворешно не може да ги допре, но позадината на сето тоа е само работа и неверојатен респект кон секој играч. Значи тоа е, бидејќи јас нормално седам до нив и можам да ги слушнам нивните коментари, значи се сведува на тоа да во принцип играчот е тој кој што треба да ја донесе таа кореографија и тоа дело на сцена. Значи тоа е една поврзаност која што доколку не постои, доколку не се створи, значи таа поврзаност помеѓу кореографот и играчот, по принцип делото ќе трпи. Неверојатен респект има кон играчите. Неверојатен. Што е за похвала. Кон играчите. Тоа е едноставноста веројатно на. И тоа го прави и уште поголем. Многу е интересно кога ќе видите дека всушност сите оние кои што навистина постигнале нешто во животот се многу поедноставни и имаат многу повеќе респект кон околината, кон другите, да. Дали беше отворен да ви помогне и вам кои што сте тука како кореографи, нели да научите, да поднаучите, да дзирнете во неговиот свет на тоа како треба да се прават нештата или на кој начин треба да се размислува? Значи секојдневно. Значи секојдневно добивам совети од него, секојдневно ме поддржува, секојдневно ми, како да кажам, ми ја помага самодовербата. Така, морам да признам, бидејќи навистина не е едноставно.
Едноставно самиот респект некогаш Ве прави помал некако, нели? Да, и во Да, чувствата вие има се. едноставно гледате со воодушевување кон целата работа, но тука се и плюс играчите, кои што навистина беа оптеретени овој период, значи се работеше секојдневно, саба или попладна. Тоа навистина сакам да го поздравам. Во принцип, знаете како, гледачот не го гледа овој дел. Мене ми е некогаш дури и жал што гледачите не се во можност да видат колку труд се внесува. Вложено во сето тоа. Тоа никогаш гледачот не го гледа. Гледачот во принцип го гледа продуктот каде што сето тоа изгледа многу лесно, но за да изгледа тоа така лесно и за да играчот ќе изгледа дека може да го постигне и невозможното, постои страшно макотрпна работа. Така е. Каде е балетот? Каде е балетот наш во однос на балетот воопшто? Тоа е веќе една потешка тема и по-долга тема, значи доколку имаме некогаш можност би можеле да направиме буквална емисија за оваа тема. Сега само да ја начнеме. Можеме да ја начнеме, значи потребно е да се направат одредени промени, а тие промени треба да започнат прво од образованието. Значи потребно е да се направат одредени промени во однос на едукацијата, исто така на публиката. Значи ние не сме далеко од светот. Тоа сакам да прашам, нели но со ваквите малку светски имиња, напор, така. со малку повеќе напор, мислам дека можеме да направиме многу, но потребни се промени. Потребни се промени, да не речам прво од нашето домашно воспитување, нели, кога ќе отидеме во театар треба да запаметиме дека треба да си ги исклучиме нашите мобилни апарати. Тоа е веќе нешто. Пред се, второ до наградата која што постојано ја спомнувам секогаш кога имам ваква можност. Значи ние живееме за тој аплауз, за таа награда на крајот. Значи гледачот нема да Не ги штедете дланките. Не само што не треба да се штедат дланките, туку и брзото заминување е непотребно. Минута до две подолго време кое што на играчот ќе му даде чувство дека навистина вреди сето тоа што го направил во минатиот период е за нас неизмерно важно. Да. Значи потребни се промени, но пак ќе кажам, ова е многу тема која што треба убаво да се разработи. Да се отворат картите. Да, да се отворат картите, но нашиот балет има голем капацитет. И многу работиме. Значи тоа е исто така многу важно. Да. Како колектив, влеговте ли со цело срце во се во ова, нели? Дали го гледате сето тоа? Да. И нели таму нема веќе наши и ваши, овие се од она или од овие од другата политичка опција. Што ќе биде она што можеме да го очекуваме, да речеме, не знам, на што најмногу се внимаваше во процесот на работа? Што е моментот кој што вам ви беше така предизвик, да речеме, за склопување на коцките на мозаикот балетски трипти? Бидејќи го зачнавте политичкиот момент, многу сум горда што морам да го кажам ова. Сакам да е отворено овој разговор и баш така. Значи јас сум многу горда што морам да ви кажам дека никогаш, значи посебно овој период, никогаш не се превирања. Ние не го чувствуваме кога сме во балетската сала. Значи морам да го потенцирам тоа, кај нас нема такви поделби. Во принцип, кога би имало такви поделби, ние не би можеле да функционираме. Заради тоа што сите тие поделби на некој начин ја зимаат енергијата на уметникот. Дури би испратила еден апел, сметам дека уметниците треба да бидат секогаш заштитени. Во тој поглед не сметам дека политиката треба да ни ја зема енергијата, затоа што уметникот треба да е според мене едно совршенство на оваа планета и сметам дека треба тоа. Баш така и треба да се занимава со својата уметност. Да. Така да во тој поглед искрено да ви кажам, посебно и со целата оваа работа, нели, која во минатиот период, имам некое чувство дека голем дел од нас и многу и не се свесни што се случува, бидејќи кога сте до 9 часот навечер на работа, вие немате можност да ги пратите моментите што се случуваат, може би бевме заштитени, можам така да кажам. Привилегирани. Да, привилегирани бевме веројатно. Да. Што се однесува до нашата работа, значи доколку не постои, доколку не постои тој флуид во салата, доколку не постои таа желба за работа, делото трпи. И вие тоа ќе го почувствувате на сцена. Значи, тоа е неизмерно важно за сите нас. Секој од нас, верувајте, не е едноставно да завршите балетско училиште, не е едноставно да станете балетски играч. Значи,
финансискиот момент не водел никој од Никогаш. нас Веројатно не ни бил сега. воден од финансискиот момент за да стане балетски играч. Тоа значи дека ние тоа го работиме од љубов. Влегуваме во балетска сала, работиме од љубов. Така. Работиме затоа што неизмерно го сакаме тоа што го правиме. Во тие моменти поделби нема. Супер, да. Сакам да прашам уште нешто. Што после балетскиот триптих? Значи, ќе има тој и своја реприза? Ќе има своја реприза, точно. Ќе има своја реприза на 24 октомври. Понатаму следуваат и нашите класични представи, Дон Кихот, Дама со камели, Лебедово езеро, вие во декември, детските представи се, нели? Тука и тие се, Пред нова година детските представи се нешто што ние никогаш не го забораваме да го направиме. Значи, она што јас вака кратко би го кажала, за сечи вкус. Да. Значи, представи имаме за сечи вкус. И тоа сакам да ве прашам. Има ли дилема во балетот, барем меѓу вас, нели, таму кој што сте долго години, цел живот, да не речам таму, дали тоа треба да биде за елита, или, нели, уметност, или треба да биде за сечи вкус, како велите вие? Дилеми, дали има дилеми? Знаете како, дилеми има во се. Значи, проблем има секаде. Значи, се случува да се соочувате со тешкотија. Работата е како ќе го надминете сето тоа. Работата е како вие ќе успеете да се носите со сето тоа. Значи, вие морате да понудите Се. Повеќе. се. Не Во мора се, принцип, ама... знаете како, јас вака би рекла, не постои балетска представа која што не е квалитетна. Ме разбирате? Значи, нема да допре, да речам, до пошироките, ако сакате, народни маси. Еве вака. Нели? До оние кои што можеби не знаат многу за балетската уметност. Видете вака, тоа е повторно нешто што треба да го зачнеме во таа некоја посебна емисија. Едукација, начин, да. кампања, Баш култура, така, баш уметност, колку ни е таа потреба. Балетската уметност е многу суптилна. Факт е дека не можеме да се залажуваме. Балетската уметност треба да допре до нашите гледачи. Ние имаме една прекрасна публика, но секогаш сме спремни да дадеме се од себе да привличаме што е можно повеќе публика. Да. Значи, постојат одредени дела кои што нас не се неопходни за да можеме да живееме. бидат Тоа на се тие репертоарот, класични така. дела кои што нас не држат. Но од друга страна, овие дела кои што се нови, кои што се модерни дела, не носат во ова ново време. Значи, го понудуваме и тоа на публиката. Сепак, повторно ќе кажам, значи, балетската уметност е висока уметност. Значи, јас повеќе би рекла дека ние треба да најдеме начин да таа публика ја донесеме до нас, да ја едуцираме, да го засака балетот. Едукацијата веројатно ќе биде најдобро ако присуствуваат на балетска представа, така, ако е суптилна уметност, до секого од нас ќе допре таа, веројатно. Точно така. Можеби тука и вие ќе ни помогнете како медиуми. Да сме секогаш, барам ви благодарам многу за тоа. отворената програма. Да, точно. Исто така и училиштата треба да се потрудат околу тој момент и околу тој проблем. Веќе знаете како тоа, веќе тука доаѓа и домашното воспитување. Значи, детето како расте, каков тип на музика слуша, дали ја ги посетува представите уште од дете. Значи, сето тоа е еден процес кој што треба да се прати за да може на крај да успееме. Така е, да. Имаме и 4 влизници кои што би сакала да им кажам на гледачите дека сите оние кои што знаат, сето говоривме, знаат или не знаат, дојдат сакаме да дојдат да видат нешто ново. Па тие да одлучат дали им се допаѓа или не им се допаѓа. Точно така. Да. Точно така. Јас лично сметам дека многу ќе им се допаѓа. Лично не сум пристрасна, верувајте кога го кажувам сето ова, значи ова е нешто кое што јас сметам дека не треба да се пропушти. Оваа представа не треба да се пропушти. 2-402-005 и 2-402-002 се отворени за вас, значи имаме 4 влизници, нема да оди секој сам, нели? Имаме за двајца по 2 влизници за балетскиот триптих, она што ќе се случува вечерва во Македонската опера и балет. Не рековте што е следно, но јас сакав и вас да ве прашам, во вашиот дом, каде што има музика, веројатно од класика па се до, нели? Што се прави во Мигов? Што прави Масе, што прави Билјана, каде сте, што правите? Билјана целосно се посвети на премиерата. Билјана е во балет цело време. Билјана е во балет цело време, точно така, и горда сум на сето тоа. Значи, горда сум и на себе и на своите колеги за цел овој изминат период. Масевски на големо се спрема за детската Евровизија со Мина Блажев. Да. Значи... Ви се допаѓа песната?
Мене лично многу ми се допаѓа песната, но малку е непријатно така да го Така е, кажам. Да, но дона што го гледам и од начинот на кој што е прифатена песната и од коментарите кои што ги добиваме на YouTube, значи мислам дека сме постигнале многу. Супер. Сега знаете како, тоа Масовски на времето го кажуваше, значи што се однесува до детските Евровизии, па и до големата Евровизија, големата, така ја крстивме дома. Македонија е Македонија, знаете како. Гледате и самите како одат работите со гласањето и со се. Мислам дека на крај треба сите тоа да го сватиме како една добра забава. И можност за промоција. Точно така, но мислам дека треба да престанеме со сите оние очекувања, заради тоа што сепак сме ние многу мала земја, а поддршката од останатите земји очигледно испадна дека е клучна во целата Никаде ја работа. нема. Да. Па, дали ја има или ја нема, јас гледам, ме воодушевува начинот на кој што Александар размислува за таа тема, а тоа е дека тој сака да направи совршено дело во неговото студио, да има извонредна соработка со Мина, што мислам дека тоа и го постигна и не се замараме со тоа понатаму или со како да размислуваме што ќе се случи понатаму. Вики имаме некого на линија. Одлично. Двајца ме чекаат. Па балетски триптих кој ќе гледа вечер? Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Како сте ова утро? Па добри, како и секој утро. Како и секој утро. Добро, со ТВ Нова сте секој утро, тоа сме договорени, се будиме, разсонуваме заедно. Точно. Така е, да. Кој ни се јавува? Сузана. Сузана. Сузана на билентарницата на вечерва на МОП, барем половина час, така Билјана, или? Па би било добро. Би било добро половина час со своите лични документи да дојдете и да ги подигнете своите две влезници. Билјана тврди дека ќе уживате заедно со некој што ќе го понесете на овој балетски триптих. Ви благодарам за јавувањето и веќе не чека следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Кој ни става? Снежана Наумовска на телефон. Снежана Наумовска. Да ве прашувам дали сте со ТВ Нова или да не ве прашувам? Па, прашајте ме. Гледам. Сега од кога почнавте, не многу често, меѓутоа гледам. Имате интересни содржини. Ви се допаѓа, значи или на добар пат сме да бидеме подобри, така? Супер сте, одлично. Да, ви благодарам за ова. Продолжете. Да. Билјана, и за вас важи истото. Вашата именјачка тврди дека вечерва ќе уживате во балетскиот триптих. Не сум Билјана, јас сум Снежана. Снежана, пардон, се извинувам, Снежана. Да. Убав ден. Да, убав ден и убав помин на балетскиот триптих вечерва. Благодарам. Ви благодарам и вам за јавувањето. Да видам уште колку минути имаме. Имаме уште минутка да ви заблагодарам и да ви кажам да му пренесете на масата како чекаме овде заедно со Мина да ни каже што ќе се случува на детската Евровизија. Може така? Секако. Мислам дека веќе и ве слуша во моментов, така да сигурно ќе знаат. Отворена е поканата. Да. А треба и да побрзате затоа што за брзо време и заминуваат, во ноември веќе заминуваат. Супер. Да. Ви благодарам за присуството. Се надевам дека ќе имаме вакви средби секогаш кога нели тука сме отворена утренска програма, но отворена и за соработка со сите институции кои што нудат уметност на голема врата. Ви благодарам и на вас и многу ви благодарам што се грижите за балетската уметност. Тоа посебно многу ни значи. Супер. Уживајте, вие кои што ги добивте влезниците вечерва за балетскиот триптих, сите вие кои што денеска нема да имате можност да купите влезници, отидете на 24-ти, така Билјана, на 24 октомври, репризата на ова дело балетскиот триптих, повторно на сцената на Македонската опера и балет. И со оваа убава информација од областа на културата, баш убаво завршуваме. 180 минути се дружевме и денеска. Така ќе биде и утре и секој работен ден. Останете натаму заедно со програмата на телевизија Нова. Ви благодарам.